Беше тоа на 5. август 1903 година, кога по испраќањето на познатиот Крушевски манифест низ околните села во Крушево следеше одговорот од кметот Синан од селото Алданци. Текстот е следен. Драги соседи, од вашите писма разбравме дека вие не сте лоши луѓе, дека сте ги напуштиле вашите домови, не за да го напаѓате мирното население, туку да им се спротиставите на лошите луѓе и владата која ги заштитува. Но оние што ги барате не се меѓу нас, избегаа во градовите. Што се однесува до нас, ви ветуваме дека ќе мируваме. Ако имате желба да убивате невини луѓе, тогаш повелете. Бог да и помогне на онаа земја која е во потрага по правдата. Другите писма ги испративме во соседните села, и тие исто така се согласуваат со нас. Подпис Кмет Синан. Беше тоа на 5. август 1903 кога меѓу 4 востанички чети по една од соседните села Ложани и Дрслајца и двете Ташмарунишки со 140 востаници започнала борбата со 10 пати поброен турски аскер. И покрај бројната и оружена надмок на турците, востаниците 10 часа ги одржале позициите, но кога од задгрб биле нападнати од други турски формации, востаниците, заштитувајќи го организираното бегство на населението, се повлекле кон Малесија и Дебрца, каде ги продолжиле борбите. При влегувањето на аскерот во селото бил убиен заповедникот Мелеазимот од страна на тешко ранетите борци кои не можеле да се повлечат. Селото било целосно ограбено и запалено. На боиштето останале 27 жртви, востаници и жители, кои по враќањето на селаните од збегот биле погребани. 19 востаници од соседните села биле закопани во заедничка гробница, а останатите по семејните гробови во селото. Беше тоа на 5. август 1947 кога фудбалските клубови од Скопје Единство, Напредок, Зафер и Љуботен ја формираа фудбалската екипа Слога. Беше тоа на 5. август 1962 кога Атина Бојаджи победи на првиот светски шампионат во маратонско пливање во Охрид во женска конкуренција. Во професионалната трка од македонските пливачи голем успех постигна Дики Бојаджи, 3-то место, и Климе Савин кај аматерите 4-то место. Од 1992 година шампионатот е именуван како Охридски пливачки маратон, една од трките што се бодува за светскиот маратонски куп. Беше тоа на 5. август 1992 година кога Русија ја призна независноста на Македонија. Тој настан тогаш имаше огромно значење, меѓу другото и затоа што Русија ја призна државата под незиното уставно име. На 5. август 1906 година во Прилеп е роден Ристо Зердески Зерде. Тој потекнува од трговско семејство. За време на Балканските војни зердевци биле интернирани во Бугарија, а во 1920-та се враќаат во родниот Прилеп. Татко му Михаилку со време бил и председател на општината во 1920-та, но набрзо потоа починал. Во училишната театарска група Ристе се издвојувал од другите деца со својот талент. По смртта на мајка му Севастија во 1921-та, Ристо Зердески заминува за Загреб, место каде што се случуваат голем број настани од филмската и театарската дејност. Во 1922-та тој се запишува на првата школа за филмски актери. Курсот од 5 месеци го посетувале 40 идни актери од цела Југославија. По враќањето во Прилеп, Зерде ја формира театарската дружина и ја подготвува македонската крвава свадба. Љубовта кон филмот се гледала и со честите контакти со Пане Напе, кој имал свое кино во тоа време. Во почетокот на 1927-та, хрватскиот филмски ентузијаст и режисер Џука Беркеш го повикува Зерде да ја игра главната улога во филмот Тие двајцата.
Ристе успешно игра два различни лика на момчиња кои се вољубуваат во една иста девојка. Со една копија од филмот тој се враќа во Прилеп. Откако се жени за битолчанката Павлина, го изнајмува киното на браќата Манаки во Битола и се занимава со киноприкажувачка дејност. Повремено прикажувал филмови и во Соколаната во Прилеп. Во 1932 тој го полага курсот за киноапаратер. Во 1939 во неговото кино Корзо во Битола избувнува пожар во кој што изгорела единствената копија на филмот Тие двајцата. Економски ослабен, Ристо Зердевски Зерде заминува на работа во Белград. По ослободувањето со сопругата и ќерката Стефанка се преселуваат во Загреб. Таму работи како трговски патник. Ристо Зердевски Зерде умрел на 1. мај 1970 година.